Што ќе правиш црни груби? Знаеш дека каменот одблизу доаѓа. Се вивна во политичкиот живот фрлајки камења кон полицијата, наводно бранејки го калето, за сега од истото тоа кале, но од другата страна да добиеш камен по глава. Играше кошарка и фудбалче во канцеларија, ни леташе орли, не правеше нас новинарите неспособни и ни се исмеваше за скапите коли. Си се назначи за прв вице-премиер, иако таква функција не постоеше, па дури отиде и се стави главен изведувач на мегапроектот на американската Бехтел Јенка. Правеше се од позиција на моќ, ја злоупотреби таа моќ, веројатно во заблуда дека ти и твојот Ахмети ќе бидете вечни и дека ќе останете безбедни под закрилата на американците, чии миленици бевте едно време. Тоа време мина. Како вели Кисинџер, не знаеш што е полошо, да бидеш непријател на американците или нивни пријател. Што ти е судбина? Политичката кариера ја започна како водач на шверцерите, а еве сега ја заврши на американската црна листа, токму како обичен шверцер. И со право си изненаден, црни груби, затоа што веројатно во твојата глава навистина веруваше дека ако си бил за НАТО, ЕУ и САД, како што тврдиш, тоа ќе ти служи како плашт што ќе те штити од лисици на рацете. Добро се снаоѓаше во сите влади, ама се чини дека во последната на СДСМ, начело со Ковачевски и Заев, навистина аздиса. И не си само ти виновен. Твоето сомнување на црната листа е прецизен и добро испланиран американски ракетен удар во срцето на Дуи. Удар кој ја урни се и претвори во пепел тезата на Ахмети дека секој напад врз Дуи е удар врз сите албанци. Јасно и гласно порачаа. Не станува збор за етнички, туку за чисто криминален проблем. Ударот врз тебе, моќна политичка фигура која важи за десна рака на Ахмети, е директна порака од американците до твојот ментор и останатите команданти кои сакаат да воскреснат дека нема да дозволат да ги запалат меѓуетничките односи, само за да се спасите себе си и украдените милиони евра народни пари. А гледаш твоите како да ја примија пораката и те оставија да гориш. Твојот Ахмети и целата партија како да се пикнаа во глувчешка дупка. Ниту се оградуваат од тебе, но не те ни бранат. Дури велат ќе ја почитувале волјата на американците, што и да значи тоа. Неколку пати сум предупредил да не си играте со оган. Оти знаете кога ќе им станете трн во окото на американците. Во случајот со подгревањето на етничките тензии, реков дека сигурно ќе ве стигне казна. Ајде да сте чисти кога го правите тоа. Ама цела партија ви е удавена во криминал и корупција. Затоа сега веќе ви нема спас. Сега останува само да се оствари она што ни го порача американката Агелер. Ако Вашингтон може да ги најде доказите, можат и македонските институции.